Добро вечер, почитувани гледачи, минути посветени за најактуелните случувања на македонската културна сцена. По повод јубилеот и 80 годишнината од основањето на првото културно-уметничко друштво во Македонија, Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски, се одржа свечена академија на која беше промовирана првата публикација, во која е опишан историскиот тек од формирањето до денес. Во рамки на настанот се одржа и изложба на која беа изложени златниот гердан освоен во 1959 и сребрениот гердан освоен во 1969 година во Дижон. Најголем успех за ова културно-уметничко друштво кој досека не бил надминат. Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски, првото културно-уметничко друштво формирано по војната во Слободна Република Македонија на 12 мај 1945 година. Го одбележа 80 годишниот јубилеј со свечена академија на која беше официјално промовирана првата публикација за ЖКУТ Владо Тасевски и беше отворена изложба на која освен фотографии од многобројните настапи и гостувања на друштвото низ земјава и светот, беа изложени и златниот и сребрениот гердан, освоени на фестивалот на виното во Дижон, Франција, во 1959 и 1969 година. Успех кој до ден денес останува ненадминат. По повод 80 годишниот јубилеј на Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски од Скопје се издаде една значајна публикација во која е сместена целата историја на ова Железничко културно-уметничко друштво. И по тој повод највеќе ова публикација е посветена на таа златна генерација која го има освоено златниот гердан во 1959 година на фестивалот на виното во градот Дижон во Франција и каде што е изложен денеска на оваа изложба. Голема благодарност до постарите членови кои се сведоци на таа златна генерација кои ми помогнаа за изработка на овој каталог со фотографии, ми помогнаа исто да ги склопиме тие признанија од цел свет што ги освојувале и сега нормално на оваа презентација на оваа изложба можете да видите и да видат и пошироката јавност. Вчера во ликовниот салон при Центарот за култура Антон Панов во Струмица се отвори самостојната изложба на Синиша Новески, насловена Крик во просторот. Новески преку моќни форми и силна визуелна експресија ја отвора темата за човекот, емоциите и современото живење. Крик на просторот всушност е еден вид крик на моите скулптури на секојдневието, значи крик на проблемите или стремежите кои имаме денеска во врска со љубовта, со бракот, со општеството, со војните во светот, со дехуманизмот, владењето на брутализмот наместо на хуманизмот, така да сакам преку моите скулптури кои се во најразличен материјал, почнувајќи значи од бронза, дрво, мермер, гипс, да дадам еден крик на секојдневието, меѓутоа тој крик да биде за оптимизам и позитивни случувања во денешнината и во општеството. Изложбата е еден сублимат на повеќе фази од моето 20 и нешто годишно творештво, меѓутоа и доминира последната таа фаза на хуманизам, брутализам, жар скулптура и така натаму. Еден вид всушност скулптурата е работена подолг период со дополнување на некои најнови скулптури, кои сега за прв пат ќе бидат представени пред ликовната и другата публика во Струмица. Очекувате ли публика, колку граѓаните, јавноста е заинтересирана за скулптурата како уметност денес и колку се впиваат пораките кои што се пренесуваат преку скулптурите? Се надевам дека ќе има доста посетеност на изложбата, затоа што секоја изложба е всушност некое духовно исполнување на публиката и соочување на човекот со некои други погледи на светот и всушност ние уметниците даваме некој таков поинаков поглед кон општеството, кон социјалното живење, кон подобро утре и така натаму. Мада и некојаш обработуваме тешки теми, меѓутоа преку тие тешки теми на скулптурите сакаме да дадеме некоја добра насока на хуманизам во светот.
Македонска каменица добива нова театарска приказна, овој пат во знакот на хуморот и препознатливите локални муавети. Автор и режисер на представата Нека остане меѓу нас е Тара Димитровска, која преку ова дело носи комедија инспирирана од секојдневието и животот во малата средина. Представата на духовит начин ја прикажува динамиката на муабетите како од балкон на балкон, од дуќан до дуќан, од едно до друго, немој никому. Приказните брзо се шират и стануваат дел од секојдневието на граѓаните. Особено внимание привлекува фактот што во представата на покана на режисерката ќе учествуваат и 4 врвни македонски актори: Кирил Трајковски Максим, Благој Чоревски Чоре, Ирена Илиевска и Владо Дојчиновски, што дополнително ја збогатува актерската екипа и ја подигнува вредноста на самата изведба. Премиерата е закажана за 23 мај. Пред да започнам со представата, јас текстот го имав веќе напишан. Ама си стоеше некаде во фиока и му чекав само ред, некој да каже ајде да правиме нешто, и така се случи кога сегашниот директор на Домот на културата ме покани, ми вика да правиме некоја представа со дечињата во Македонска каменица. Тоа беше првично идејата. Бидејќи јас пред да отидам за Германија 2 години имав курс за глума за дечињата. И целта беше со истите дечиња да направиме представа. Јас викам, добро, имам некое текстче, нешто може ќе направиме. И мене текстот ми беше до половина. И јас почнав да го пишувам и во глава ми се јавуваат безброј идеи. Викам, зошто јас да не контактирам некој актери од нашата македонска сцена, можеби некој ќе му се допадне, ќе сака да соработува и да направиме една убава представа. Како што кажав, темата за представата е животот во каменица, поточно, затоа што представата е за каменица, кажувам за каменица, иначе тоа е насекаде на Балканот, реално ние живееме така, менталитетот ни е таков. Во продолжение за уште една изложба станува збор за проектот Дуалност, секој поглед е своја страна, на професорката на Факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ Даниела Ефнушева, што во петокот беше свечено отворена во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Изложбата представува визуелно истражување на човековото доживување и е составена од циклуси и дела што обработуваат теми како внатрешна трансформација, блискост, љубов и емоционална перцепција. Самостојната изложба Дуалност, секој поглед е своја страна. На Даниела Ефнушева ја истражува идејата дека ниту едно уметничко дело нема единствено значење, туку се отвора кон повеќеслојна интерпретација преку погледот на секој посетител. Уметничкиот израз на Ефнушева се развива паралелно со нејзината академска работа како професор на ФЕИТ. Токму оваа двојност, помеѓу аналитичкото и интуитивното, се рефлектира во пристапот кон делата. Секоја слика отвора простор за различно читање, не како точен одговор, туку како можност. Делата не завршуваат на платното, тие започнуваат во погледот на гледачот. Самото име на изложбата Дуалност повлекува дека оние кои што ќе бидат посетители на изложбата ќе можат истата да ја интерпретираат на свој начин, бидејќи станува збор за апстрактна уметност. Значи, покрај оној дел кој што се однесува на посетителите и нивното толкување на самата слика, која што е изработена во акрилна платна техника, исто така имаме едно надополнување на изложбата, а тоа е толкување на секоја слика со помош на вештачка интелигенција, така да ќе може секој посетител да сними нема да ги откривам деталите, за тоа ќе зборуваме подоцна, на кој начин ќе се пристапува до тој опис со вештачка интелигенција, кај што ќе може да види што мисли истата за делата. Значи, идејата ми е да можат посетителите да ги погледнат сликите и потоа да се дискутираат кој што гледа на сликата. Значи, станува збор за апстрактна уметност, за нешто што нема еднозначно значење и токму поради тоа од тука следува и самиот наслов Дуалност, секој поглед е своја страна, односно делото не завршува на платното, туку во погледот на читателот. Изложбата обединува дела изработени во акрил на платно, кои се движат низ теми како внатрешна трансформација,
блискост и растечки облици на љубовта, со суптилно присутна линија дека срцето не е само символ, туку жив простор на доживување. Како дополнителен слој, секое дело е придружено со поема и текст, генерирани со вештачка интелигенција, не како објаснување, туку како уште една можна интерпретација. Ова создава диалог помеѓу визуелниот израз и алгоритамската перспектива. Изложбата Дуалност, секој поглед е своја страна, е поставена во Домот на културата Кочо Разин во Скопје, а ќе биде отворена за јавноста до 21 мај. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа. Од мене, пријатно.